Може да прашаме некој добија? Сигурно, некој да прашам од тука од шалтер има? Не, ние сме од другиот. Еве, добре. Значи му будем Носим да се. Може ли не прашам? Којата институција? Еве радиологија, какава? Исто ортопедија. Значи, јас сум преглед. Ама не ми луѓе, зашто не разбирате вие? Абе, ја не знам да ви објаснам. Другата страна, ако пуштат ќе влезе, ако не ништо, ќе дојде друг ден луѓе. Утре ќе ве примат. Ако документите кои се на шалтер, кои ќе заврши увидот, слободно ќе може да си ги подигнете. А ние чекаме, значи горе се работи и се... За доктор Казали со пациент. Ајде, кој е? За Караѓозов имаше некој пациент? Кој пациентка за Караѓозов? Да псикаш? А, да, он го проводи излезе. Добро, осеќам. Кажеме ќе се види. Добро. Значи без доктор нема пуштање. Ама у амфитеатар само хирургија може, не може од клинички. Што ви е планот да знаем? Не те познат. Не сликајте, нема вушто. Не може да се влезе. А чекате за преглед? Да. Не ве пуштат? Закажано имавте? Да. Да се ми се треса.
Кој кренал рака врз доктор, кренал рака врз целиот свет. Кој кренал рака врз доктор кој дава помош. Лекар кој е тука да помогне на вас, на нас, на нашите семејства. Тој кренал рака на целиот свет. Непочитување на белиот мантил, непочитување на човекот кој дава се од себе, пукање со пиштол во него. Тука треба, ако мене некој ме праша, за сторителот на делото, висока казна. Не знам колку ќе се согласувате, но тука нема оправдание дека нешто се случило под уплив на афект, дека нешто се случило под уплив на некоја вознемирувачка емоција. Сите ние, за жал, губиме во животот, губиме членови од нашите семејства, губиме драги лица, но тоа не значи дека на тој што помагал треба во него да пукаме. Јас повторно истата реченица ја кажувам. Кој кренал рака врз униформа, врз без мантил, врз полициска униформа, врз сечива униформа, врз униформата на вашата фела, кај што се микрофоните, камерите, тој кренал рака врз целиот свет. Ви благодарам. Кој става зашто ќе се правите? Да, што да говорите? Јас не можам да ви кажам што ќе званично да дадам изјава. Јас овдека говорам во моје име, во име на професионалец. Како припадник на професијата, не како член на било кое тело или било кој организиран начин, значи, и сакам да кажам дека денеска беше спукано во нашата професија, во белиот мантил, во целина, и дека е крајно време да се преземе нешто за заштита на нашиот дигнитет, на нашето достоинство, на нашата безбедност и воопшто на нашиот статус. Мислам дека сите сили во општеството мора да го имат во предвид тоа дека е загрозено и нашето физичко обстојување, а не само нашето работење. Мислам дека треба јавноста да биде информирана дека ова што се случува е крајно сериозно и не може да води кон никакво подобрување на состојбите ако докторите не се безбедни. Ако докторите го немаат чувството на безбедност, после овој настан многу колеги ќе одат на работа со чувство на несигурност, со чувство на страх дека не сме заштитени, зашто знаете во животот сите ние многу работи нема да бидеме, но сите ние сме пациенти. И ние и нашите семејства сме пациенти. И треба да имаме доверба во докторите. Докторите во овој момент се чувствуваат лошо. Добро, на состанокот говорено ли од кого да се барат тие Добиете званично сообщение од состанокот. За кого смитате дека највиновен? Ние сме само поединци кои случајно не сретнате. Ние сме припадници на одборот. Значи ќе добиете званично сообщение од одборот. Сето овој собир беше спонтан, навистина најспонтан, затоа што сите ние чувствувавме потреба да го изразиме револтот. Револтот е огромен, на сите, буквално на сите. И ако се чувствуваме небезбедно, ако се чувствуваме постојано под притисок дека некој може физички да не ликвидира на работно место, тоа значи сигнал дека во здравството се случуваат пресериозни и преопасни работи. Ве молам да бидете сите навистина, како да кажам, да бидете информирани дека тоа што се случува не е здраво. Значи ова не е нормално никаде. Да се пука во доктор затоа што оперирал, затоа што пациентот му екзитирал. Значи тоа значи дека ние треба под дамоклов меч да работиме. Има ли каков квалитет ќе има таа работа? Постојано сме напаѓани, постојано ни виси, постојано имаме тензија, постојано имаме закани од пациенти кои мислат дека се може да им биде дозволено и кои се однесуваат дел од нив, не можам да зборувам генерално. Меѓутоа доволно е еден таков да ти го загорче животот и да ти го доведе животот во прашање. Значи на нашиот колега денес му беше загрезан животот на работно место после извршена интервенција. Тоа е страшно.
тоа е навистина нешто што не сме да се дозволи. Ова е епилог на нешто што тлее во здравството. Значи, на сите нам ни се случуваат закани, на сите нам ни се случуваат непријатности, затоа што повидувањето некој треба да биде крив затоа што некој го изгубил животот заради болеста и заради тежината на состојбата, а не заради тоа што не е направено. Што ќе беше ако, например, конкретната пациентка не е оперирана и пак заврши смртно? Тогаш ќе беше кривицата на хирургот затоа што не интервенирал, така? А овде во случајов интервенирал, значи дал се од себе, направил колку може. Меѓутоа, некогаш и покрај тоа, пациентите го завршуваат смртно. Значи, има начин, ако некој е незадоволен, да го евалуира сето тоа и да го провери дали е направен превид. Оваков начин, колбојски, на Див Запад во 21 век, не да не е прифатливо, е нешто на кое треба сите да реагираат, не само ние како носители на здравствената функција, буквално сите.